Да. Исто мене проблематично ми е што најголем сојузник синдикатите гледаат во Сопанската комора. Исто кога сме разговарале со некои од синдикалците, сметат дека државата е кочница во нивното меѓусобно договарање. Ама тоа е таква спрега помеѓу Стопанската комора и државата да секогаш може да најдеш виновник за да не исполниш одредени барања на работниците. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велиу, а денес во Гласни идеи ќе разговараме околу синдикалните прашања, поточно ќе се осврнеме на последните протести на синдикатот на УПОС, но исто така ќе се осврнеме и на синдикалното организирање, слабостите и предностите околу тоа. На оваа тема ќе разговараме со другарот Бојан Атанасов од Револуционерниот комунистички сојуз. Здраво, Бојан, добро дојде во Гласни идеи. Добро ве најдов, фала на поканата. Како си? Многу добро. Се надевам и одлично после разговорот. Прво би сакала еве да се осврнеме на последните протести на УПОС. Кое е твоето гледиште, ставот? Нели постојано протестираат УПОС? Да. И во изминатите години има некои предупредувачки протести, па како го доживуваш тоа? Дали има некој напредок? Па видите, симптоматично е ова што УПОС го пробува да го постигне, затоа што гледаме дека како што кажа неколку години наназад се прават тие предупредувачки протести кои што траат нели по 1 сат во текот на работниот ден. Меѓутоа некои поголеми резултати, тоест помрднување од таа мртва точка не гледаме, а упорно овој синдикат пробува да постигне нешто со истите активности, гледаме во непроменети услови да добиеш други резултати, некако е нелогично. Че сметаш дека треба методологијата да им се промене? Мора да се застане, самите тие да застанат малце подсврсто, значи да малце повеќе да го радикализираат нивното действување. Во секој случај сметам дека мора да го анимираат малку повеќе нивните членови и сепак тие да изнајдат нов начин кој што би бил поефикасен. Ова очигледно мислам дека и нив самите им е јасно дека на овој начин не може да постигнат ништо. Имаат подпишано колективни договори веќе наназад неколку кои што не ги почитуваат работодавците, во случајот државата и судовите. Значи каде мислиш дека се состои грешката, еве да речеме, бидејќи еве се обидуваат, нели имаат такви предупредувачки протести и низ годините, мислам во минатото УПОС го имале еден од најголемите штрајкови кој што траело околу 80 дена. Зошто сега не се оди на такви чекори? Најверојатно веќе членството како да губи доверба во не само во УПОС, тоа е сега една генерална состојба во Македонија. Членството или ги напушта овие синдикални организации, или едноставно учествува и плаќаат членарина проформа, колку да бидат дел од некој синдикат. Значи, овде вината не е само на раководството на синдикалните организации, туку е и дури на самото членство. Од една страна дека самиот работник треба да се заинтересира, да види што се работи во тие синдикални организации, меѓутоа од друга страна па и самите организации мора да направат чекор, тоест да вложат труд за нивното членство, да го анимираат, да го едуцираат. Едноставно, нека да се вратиме, ако треба еден чекор наназад, за да можеме барем да предвидиме дека ќе имаме некои резултати. Овака очигледно е дека не може ништо да се постигне, особено гледаме дека властите веќе скомотно се осеќаат, знаат дека тоа е лимитот кој што синдикалните организации може да го постигнат, еден предупредувачки протест кој што не значи ништо не значи, се игнорираат барањата, така да очигледно е дека УПОС и сите синдикални организации морат да се засукаат и да почнат со активна работа меѓу членството и работниците, да.
А реално што нудат во денешно време синдикатите? Океј, нели ова еве борба за покачување на минималната плата, синдикалната кошница, но од друга страна мене ми е многу траурно кога ќе видам дека одредени синдикати пример сакат да привлечат членови преку попусти во некој, не знам, фирми, или дури имаше нешто прочитав за кредити, за земање кредити по волности. Значи, синдикатот во денешно време работи на задолжување на работниците, наместо да ги доведе работниците во степен каде што нема да им треба да земат кредит, нели? Баш така. Значи, синдикалните организации, без некој посебно да набројуваме нели кои синдикати, како да се повеќе поврзани со газдите, со, да речеме, Стопанска комора, како да сите своји делувања ги договараат со Стопанската комора, за да нема нели незадоволство од таа страна, наместо да се свртат кон реалната потреба на работниците. Нивните членови, работниците дури имаат загубено целосна осет за тоа што треба да представува синдикалната организација. Значи, синдикалната организација точно така не е да ти обезбеди попусти во некои продавници, попусти рати, и кај што дури ќе те насочува да трошиш пари кои што реално можда и не треба да ги истрошиш. Меѓутоа ти имаш попуст на одредено место, ќе одиш ќе трошиш пари. Не. Точно, малку поттикнување као на консумеризмот, мислиш? Особено за кредит. Ти имаш поволности да подигнеш кредит. Мислам, тоа е надреално веќе, да. Синдикатот треба да се држи кон неговата главна цел, да ги подобри условите за работа на работникот и во глобала животот на работникот. Апсолутно, животниот стандард да му го животниот стандард покачи. треба да се покачи, ама работниците веќе тоа не го знаат. Едноставно многу време функционираат овака синдикалните организации кај нас. Затоа мора едукации да се организираат. Еве организираат, реално прават некои нели синдикални школи, такви едукативни настани, но не знам пример што се предава на самите тие не се организира, значи и тие настани кога се организирани, тие се организирани за сепак има исклучоци, точно е за тие настани, меѓутоа во еден дел од синдикалните организации или си ги организираат тие како едукативни средби, како еден вид на прошетки, не е нешто што реално членството ќе научи. Значи, мора да се подигне нивото, квалитетот на тие предавања, ама тоа се првичните чекори кои што мора да ги направат, ама и од една страна и работниците, членовите, и од друга страна самите организации. Обостран процес мора да биде. Да, мора да е тоа. Ама мора, пример, пак синдикалното раководство да даде повеќе, ако има во предвид состојбата, бидејќи пример некој, нели, и како Дуња и останатите организации соработуваме со синдикатите, бидејќи таму е работничката база, нормално. И даваме поддршка колку што можеме во нашиот домен, и сме разговарале често пати, пример, зошто не се зголемува членството на синдикатите. И тие исто така се незадоволни од тоа како нели и тие што учествуваат дека не учествуваат за да се подобрат правата, за да добијат некоја прошетка. Но јас сметам дека кога со нешто се бавиш сериозно и си свесен за состојбата, многу повеќе треба да се вложиш како раководство. Иако во последните години, значи има подобрување. Реално од пред 10 години како беше синдикалното организирање и денес, и ова што се зголеми минималната плата и све, пак е тоа исход на синдикалната борба. Значи тоа е потполно и не може да му се спори придобивките кои што секојдневно се осеќаат, меѓутоа тоа е многу со бавно темпо, со бавно темпо настануваат тие промени кои што на работникот му се потребни сега во моментот. Точно е, мора да се преговара, да има диалог помеѓу синдикатите и власта, затоа што јас би рекол власта, не Стопанската комора, затоа што власта е представникот на Стопанската комора сега. Или мислам тоа е толку јасно, нема потреба ни да го споменуваме, значи власта е таа која што мора да преговара со синдикалните организации и да направиме еден голем исчекор во подобрување на условите во кои што работат работниците, тоест во кои што живеат работниците.
Да. Исто мене проблематично ми е што најголем сојузник синдикатите гледаат во Стопанската комора. Исто кога сме разговарале со некои од синдикалците, сметат дека државата е кочница во нивното меѓусобно договарање. Ама тоа е таква спрега помеѓу Стопанската комора и државата да секогаш може да најдеш виновник за да не исполниш одредени барања на работниците. Абсолютно. Тоа е многу јасно, нели? Треба мала анализа и за да дојдеш до тој заклучок. Тоа е тоа што го зборуваме дека зошто е потребна радикализација, подигање на нивото на функционирање на овие синдикални организации. Ти да го имаш на располагање штрајкот како действување, како алатка и да не го користиш ни еднаш Да, одамна. сега ради тоа има нели некои законски пречки во смисла Да, не се плаќа Да, и сега одамна. синдикатите немаат доволно средства за да може да ги исплатат платите на луѓето што ќе штрајкуваат. И тоа реално е проблематично. Да. Но некогаш треба да се оди до крај. Така ако гледаме, нели, никогаш не можеш да добиеш ништо ако не жртвуваш. Ако не дадеш некоја жртва. Во овој момент очигледно е дека е потребна жртва. Гледаме сега во моментите се организира и тоа во секој случај ја поддржуваме акцијата за бојкот на маркетите, нели, поради покачени цени. Тоа не е нешто, бојкотот како действие нема да придонесе за намалување на цените. Ако разговараме реално. Тоа што ќе придонесе за намалување на цените е ако државата почне значи да си ја врши својата работа. Инспекторите да бидат на терен, како што сега кажуваат, ајде да видиме, нели, какви резултати ќе има од инспекциите кои што се вршеле. Бојкотот е ако јас денес не пазарувам нешто, мене претежно храна пазаруваме, нели? Ако не ја купам денес, ќе ја купам утре. Буквално исто. Баш разговарав со некои од продавачките во најблискиот маркет каде што одам, дали е ефективен бојкотот, викаат дека во четврток и сабота хаос се случува. Така. И сега што има проблем трговецот? Дури подобро им е на вработените. Тоа го гледам дека на вработените во овие големите маркети подобро им е така, имаат еден ден во кој што можат порелаксирано да си средат во продавниците тоа што треба да го прават усход кога имаат гужва и се. Значи поголем ефект не мислам дека ќе има. Меѓутоа тука е проблемот дека државата треба да функционираат механизмите на државата за тоа што тие цени на крај многу влијаат на стандардот на работниците. Синдикатите овде не можат што да прават, меѓутоа во склопот на, нели, проблемите. Може тебе, нели, тие ја пресметуваат и синдикалната потрошувачка кошничка? Да, ма тоа е нивната работа всушност. веќе е завршена. Синдикатот има една добра потрошувачка кошничка формирано, кое што јас не мислам дека е да речеме димензионирана, дека има премногу работи во неа. Председателот на ССМ добро кажа околу таа работа дека нема да се менува нивната синдикална кошничка, тоа е една добра работа, затоа што тој што ја погледнал кошничката ќе види дека таму нема луксус. Основни Тоа се и тоа основни, минорни некои. Да, значи во грамажа мислам дека кога да, ги поделиш да, некои работи спаѓаше смешно. Мислам да разговараме ние, беше спомнат хамбургерот дека еднаш во месецот четворочлено семејство да си купи хамбургер. Значи, одма ќе речете, не мора да јадат хамбургер. Зошто работниците да не можат, еден работник да не може у месецот еднаш да купи хамбургер? Затоа што тоа веќе не е, да речеме, луксус, тоа е и потреба. Сама потреба, значи. А гледаме функционерите кога излегуваат тие, нели, сметки од кафани што све јадат, некои не зборуваме ние за храна што бисквици, не зборуваме за елени и за вакво, зборуваме за фаст фуд.
Па еве рече Мицковски Да. зашто имало црешје во кошничката зима или било. диња. Значи Стави. кошничката е направена така да има просек секој месец има овоше. Значи во кошничката има ставено колку грама цреши? 22 Ама грама. смешно е што Да. црешите ниту ние на пролет не можеме да ги купиме, бидејќи Така едно да, канче да, цреши е да, 200-250 денари. Така. Значи да купуваш и купиш на грамажа. Мислам и вкупната цена на тоа овоше е многу мала, значи и да е без тоа. Меѓутоа е добро дека од ССМ рекоа дека нема да се менува. Па сега да видиме дали Нема ќе да се биде- менува, окей, ама проблемот е што еве со синдикалната кошничка се утврдува колку нели човек треба да има примања и сега според тоа две минимални плати не ја достигнува синдикалната кошничка. И тоа е све во ред како анализа. Но што да се прави за да се дојде до таа сума едно 4 семејство да ја добива месечно. Значи тоа се околу 1000 евра, мислам дека некаде. Да, И плюс со кирија, нели 62.000, беше да. 75.000 70 и нешто, денари. да. Така што како до тоа да го постигнеме? Каде е туку улогата на синдикатите? И ова со бојкотот Па- исто така е поврзано повторно Да. со синдикатите. Да. Па како да се постигне тоа? Сигурно не ако како што слушаме други синдикати што поддржуваат предлогот на Стопанска комора на Северно-Западна Македонија, сега ако точно го кажав. Оваа комора предлага покачување на минималната плата на 31.000 денари, меѓутоа со намалени трошоци за придонеси за пензиско и здравствено осигурување. На штета на работникот да, е повторно да, покачувањето. да. Значи, Устари земаш ти од џебот тоа на ти е- работникот и во другиот џеб му го ставаш. Тоа ти е некако. пари во плик, автоматски. Мислам, не е нели не можеш да ставиш равенство помеѓу едното и другото комплетно, меѓутоа тоа е тоа. Тогаш директно се задира во оваа кошничка, затоа што во оваа кошничката потрошувачката кошничка имаме нели за лекување предвидено фонд. Да. Значи ти автоматски ако не плаќаш здравствено осигурување, ти директно ја намалуваш оваа кошничка. Односно се зголемува, треба да се зголеми во смисло. Треба да ја зголемиш, ама ако не Да. ги даваш тие пари, значи тука автоматски од тие пари ќе треба сам да си ги дадеш, нели? Точно. Да не зборуваме дека со овој предлог кој што и дел од синдикалните организации го поддржаа на Стопанската комора, што добиваме? Здравствениот систем знаеме каков е кај нас. Пред колапс е тоа, не треба да се лажеме и не треба да го криеме. Ако ги намалиме парите, значи придонесите за здравствено осигурување ќе го подобриме тоа, баш напротив. Па може би целта е тоа, на се поголема приватизација да се оди. Да, и на крај ќе треба да потполно да го укинеме здравствено придонесите за јавното здравство, придонесите да не се плаќаат. Секој ќе треба да си плаќа од својата плата за некое осигурување во некоја од приватните. И сега ти на работник кој што не може да скрпи крај со крај, он кога ќе му дојде тоа купче пари на сметка, он треба сам свесно да ги уплати во некоја здравствена... И многу мина нема да уплаќаат, бидејќи тие Нема. средства ќе ги потрошат за нешто што им е по-хитно, Да. надевајќи се дека нема да имат потреба од здравствен Секогаш ќе се третман надеваме, или да, и не е проблем кога треба да отидеш нели да купиш да е некоја помала настинка или нешто, меѓутоа снимања, операции, зафати други. Апсолутно. Абе и терапии некои, значи... Да, има и скапи терапии, да, тоа е. И сега треба да се убедуваш, за разлика од социјалната држава, кај нас што е социјална држава, нели, стои во устав, ќе треба да се расправаме со приватниците. Тоа И со ова што кажа за некои синдикати дека го поддржуваат овој предлог. Да, во дел од синдикатите, особено за текстилните работници, еден од синдикатите ја го поддржа овој предлог на Стопанската комора на Северозападна Македонија за зголемување на минималната плата на 31.000, мислам дека беше. Само за тој сектор или воопшто за зголемување на минималната плата? Не можам да кажам точност, меѓутоа што ме Стопанска комора го предлага тоа, значи За сигурно воопшто, да да. воопшто е. Меѓутоа овој синдикат испадна јавно и го поддржа овој предлог. Значи веќе имаме го гледаме она што го зборувавме претходно дека синдикатите ги гледаат Стопанските комори како свој партнер. Сојузници, да. Да, значи
тоа е тоа што е проблематично и сега работниците, дел од нив и не знаат што значи. Тие знаат дека на крајот од месец ќе имат поголема плата. Да. 30.000 ќе имам. Што значи тоа? На крај значи дека ти за тие пари што за џаби имаш поголема плата, на крај нема да ти се пресметува поголема пензија, затоа што на крај ќе дојде ред да земаш пензија. Точно. А пензискиот Да. фонд нема да се полни во меѓу? Нема да се полни, нема да се полни. Здравственото нема да ти биде платено, ќе придонесе кон колапс на јавното здравство и не знам зошто не може да го согледа дека овие синдикални организации дека ова всушност не е во корист на работникот, ова е во корист на капиталистите, на газдите, затоа што тие имаат полна капа. Да, ма капиталистите најверојатно ги имат убедено дека ако за нив е подобро, тогаш ќе биде подобро и за работниците. Веќе тоа е една лага голема на капиталистите. Да, Ние вика постоиме за вас да ви биде подобро. Да, секако, меѓутоа не кажуваат дека со подобрувањето на состојбата на работниците, каква таква, нивната состојба се зголемува многу повеќе кратно него ли таа на работниците. Да. Значи, со самото тоа се зафлеваат сами во криза во самото општество, нели, во производните сили. Па тоа сакам дали пример синдикалните раководства еве во државава и во регионот се свесни точно што означува капиталистичкиот систем и дека е на штета на работникот. Значи било каква реформа да направиш дека тој се состои во експлоатација. Мислам дека тоа воопшто не го перцепираат. Или можеби го перцепираат, но не ја водат битката, борбата во таа насока. Ако речеме дека се свесни, значи не превземаат ништо кон тоа. Да. Значи се буквално само продолжена рака на газдите и капиталистите за да ги држат во нели во смиреност работничката класа воопшто. Добро, има исклучоци. Да, има исклучоци и не би рекол дека е тоа така, затоа што едноставно нечем да верувам дека тоа е така. Меѓутоа повеќе сум на онаа страна дека всушност се уште се мисли дека може со некој реформизам да се постигнат подобри услови на работникот. Меѓутоа тоа пак ќе го напоменеме дека подобрувањето на состојбата на работникот во секој случај ја зголемува неговата продуктивност. Тоа е јасно, нели, еден работник кој што е задоволен на своето работно место, секогаш вложува повеќе од својот труд. И тоа носи многу поголем профит за газдите кои што на крај не ги враќаат тие средства на работникот. Тие ги претвараат повторно во поголем профит. Во вишок на вредност, и потоа тој вишок на вредност експлоатира други работници. Мислам, тоа е толку јасно, меѓутоа мислам дека во моментот синдикалните организации не можат да се зафатат во костец со тој проблем. Многу сме И меѓу себе се многу разединети. Да, тоа е проблем. Тоа се гледа за 1 мај пример, една од конфедерациите не излегува со другите. Мислам, 1 мај како прво не е под владение на некој синдикат. Тоа е празник на работникот кога нели треба да го изрази својот револт кон моменталните состојби, да каже дека е тука и дека може Дори не треба да остане ни на 1 мај. Јас 1 мај повеќе го сваќам како марширање, некоја дека тука сме обединети сме. Тоа е тоа. А после 1 мај треба да продолжи тоа во протести. Треба да се даде до знаење дека работниците се тие кои што можат со еден покрет тоа сето да го поништат. Значи И кој би бил тој покрет? Генерален штрајк? Генерален штрајк. Меѓутоа далеку сме од тоа. Потребни се едукација, анимација на членството и мислам дека и синдикалните организации се свесни. Меѓутоа најверојатно им фали и малце храброст за да почнат поактивно тоа. Храброст и поддршка најверојатно. Поддршка, и од самото членство, бидејќи не дека сите членови излегуваат на протести. Точно. Еве ССМ има голем број на членови, ама на протест колку луѓе излегуваат, пример колку посто од
тие. И тоа е проблем, значи мора, не знам, и синдикалното раководство заедно со работниците, заедно со другите, еве, како нас, нели што Да, баш синдикалните организации треба да сватат дека не се сами, како посебно синдикална организација меѓу себе, туку се всушност дел од еден поголем организам. Тие сите се само представници на работници од различни сектори. И тие уште една работа треба да сватат дека имаат поддршка од организации како нашите во секој момент. Зашто и да, и ние изразуваме нашата поддршка. Меѓутоа таа поддршка не е нели безусловна, мора тие да почнат да се фаќаат во костец со проблемите. Апсолутно. Поактивно. Да, и сега кои се твоите перспективи за наредните години, еве да речеме, што ќе се случува на тоа поле? Предвидувам дека ќе има радикализација, затоа што самите синдикални организации мислам дека ќе почнат да чувствуваат притисок од нивното членство, затоа што веќе гледаме дека и без едукации веќе секојдневно имаме некои вести поврзани со намалениот стандард на животот на самиот работник. Така да се повеќе очекувам да се активираат работници кои што реално ќе сакаат промени, не само да фигурираат во синдикатите, а тоа ќе предизвика синдикатите, самото водство на синдикатите да врати назад, да почне да поактивно да работи. Да, се надевам дека така ќе се случи. Бидејќи до сега пример не се доволните работници од синдикатите избираат да излезат наместо да партиципираат повеќе натре. Проблемот е дека сепак работниците се уште чувствуваат дека раководствата на дел од синдикалните организации се наметнати од властите. Не зборувам за оваа власт, зборувам општо властите кои што па имало такви примери, мислам и сега има. Да, и сега има. И меѓутоа работниците не треба да излегуваат од овие организации, треба поактивно да се вклучат. Ако не ти се допаѓа раководството, можеш нели да работиш да го смениш раководството. А не треба да се откажеш од синдикалната борба или од синдикатот. Поради тоа откажување сме стигнати до овој степен. Затоа веќе луѓето велат едноставно немам ни енергија ни време, јас веќе да се замарам со таа работа. А уствари тука треба да се секој ден работник треба да се активира. Точно, ама и во денешно време малку и расцепкани се работниците, ако порано например работеле генерално во фабрики или во големи компании каде што постојано биле во контакт еден со друг, сега имаме голем број на работници кои што дома работат. Да. И тој не може ни да развие ниту свест како работник, ниту колегијална свест. Пример со колегите не се познава, само онлайн работи. Баш. Така што има некои такви проблеми и предизвици во денешно време. Нов поглед кон тоа има. Проблематично е во тие сектори, особено зборуваме за IT секторите, поточно тие претежно работат од дома и повеќето се задоволни со своите примања и тие се изолираат од останатиот свет. Сосем разбирливо, едноставно не бараш проблеми за да немаш, нели, не сакаш да си створиш самиот проблеми кои што сепак можда тие работници не можат да придонесат кон сета оваа работа, кон радикализација. Може да треба да се завртиме и да очекуваме малце повеќе од овие другите работници. Апсолутно да. За тоа што видите, капитализмот тоа е интересно дека успева да го зароби работникот во една илузија дека живее во добро обкружување, во добри услови. И да речеме, да, ако гледаме наназад, навистина има подобрување, како што кажа и ти. Меѓутоа, дали е тоа, работникот треба веќе да почне да гледа дека има многу повеќе што може да постигне. Дека од неговиот труд се понатаму настанува. И дека со делумни реформи, со реформизам, тоа не може да се постигне. Ама тоа најверојатно на некоја друга вако можеме да го разговараме, да не одвратиме нели од синдикалните организации. Тоа. Фала ти за разговорот. Дали имаш нешто да додадеш, плюс да не? Благодарам, мислам дека и повеќе од избегавме од темата, ама добро е. Ако треба се опфатно да ги гледаме нели процесите. Да, мора се да погледнеме за да можеме да донесеме точен исправен заклучок. Благодарам на поканата. Фала ти и тебе. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.